Рековте дека не е убаво криминалци да застануваат зад претседателски кандидат. Дали ова значи дека гласовите кои што ќе ги добие Стево Пендаровски од 13 затвори каде што ќе се гласа, ќе ги одбиете? Не, но во исто време, нормално гласот е глас, не може да се одбива или да се прифаќа. Станува збор за понудени концепти. Имаме концепт од страна на Стево Пендаровски кој што нуди прогрес и иднина за граѓаните и секако за Северна Македонија. За тој концепт застануваат граѓани и затворениците се граѓани на Република Северна Македонија. Во исто време, кога имавме на 27 април такви крвави настани и обиди за убиство на пред себе кажал луѓе, па после тоа пратеници политичари и што и да се, тука сте и вие новинарите. Вие не бевте помалку засегнати од било кој што беше внатре во законодавниот дом. Не може, неодговорно е од кандидат за претседател на држава да не осуди еден таков насилен чин. Кога зборам дека зад неи се застануваат криминалци, можевме да видиме изминативе денови дека дотичниот Игор Јуп застана со поддршка за Гордана Силјановска. За тоа конкретни одговори треба да ни даде Силјановска. Зошто беше молкот за осудување на настаните поврзани со 27 април? За тој молк може да одговори само Гордана Силјановска, која што јасно гледам дека е поддржана од криминалците и од насилниците од 27 април. Од штабот на Силјановска 3 дена веќе обвинуваат за нова така наречена афера Големото око, апликација на мобилни телефони која што имаше поставено СДСМ, па ја повлекоа, дека користите злоупотреба на лични податоци. Имате ли коментар? Јас сосема ја разбирам паниката во штабот на Гордана Силјановска и на Христијан Мицковски. Би кажал дека добро позната пракса за ВМРО ДПМНЕ е кога ќе се најде во тесно да се служи со лажни вести. Искрено, мене и на пошироката и на поголем број на граѓани во Северна Македонија тоа не изгледа смешно. Не станува збор за никакво собирање на информации и фотографии од телефоните на граѓаните. Напротив, Социјалдемократскиот сојуз се модернизира, имаме современи начини на комуникација и овој систем се однесува само на нашите партиски активисти.